Евентуална ескалација на последните случувања на релација САД-Тирана со тој нов конфликт на Блискиот Исток би можело да донесе нов бран бегалци кон Европа. Со тоа директно засегната би била и Северна Македонија, стравуваат граѓанските активисти кои се занимаваат со оваа проблематика. Јасмин Реджепи од невладината организација Легис вели дека будно ги следат случувањата. Доколку ескалираат, тоа би било дополнителна закана во однос на тоа дека од Тиран најверојатно би тргнале голем број бран бегалци кои што, бидејќи Иран е на граница со Турција, би ја преплавиле Турција, а од Турција секако знаеме дека има и онака голем број на бегалци кои што многу лесно може да поминат преку Грција во Република Северна Македонија, а и со истото во Европа. Хуманистката Ленче Здравкенчи, што доми понатамо е пропратна станица на овие луѓе на нивниот пат кон Европа, вели дека никому не му е од корист враќање на состојбата од пред неколку години. И пред ова лоша состојба на турската граница веќе имавме голем прилив од некои 200-300 илјади мигранти, но изминативе денови веќе слушнавме дека и грчките власти се добро организирани и спречуваат влегување на нов бран мигранти. Реджепи од Легис вели дека во моментот поголемиот број на бегалци поминуваат низ државата на ирегуларен начин, односно со помош на криумчари. И во изминативе неколку дена е зголемен бројот на ирегуларни преминувања на луѓе кои што се патени при поминување на грчко-македонската граница, поради следнава причина, значи во Грција имаме најава дека Грција сака да ги испразни камповите кои што се наоѓаат на островот, односно да ги депортира луѓето, бегалците назад во земјите од каде што се наоѓаат. Тоа создава дополнителни тензии кај истите. Од полицијата вела дека во првите 2 недели на 2020 година спречени биле 996 обиди за илегално минување на државната граница, од кои 773 кон Грција. Бројот на спречени обиди за илегални минувања е зголемен во однос на истиот период 2019 година, но не располагаме со никакви индиции и сознанија дека еден од факторите за тоа е случувањата помеѓу САД и Иран. Од МВР вела дека продолжуваат со зајакнати мерки за обезбедување на јужната и северната граница. Од Охридска, гласот на Америка, Мики Трајковски.